Здраво и добро дојдовте повторно на мојот канал. За денес ќе ви го подготвам овој прекрасен овошен коглов, кој сите ќе го сакаат, верувајте ми. Совршено одговара со една топка сладолед, со добро кафе. Би сакала да го знам вашето мислење, затоа оставете ми ваше мислење во коментар. А сега да започнеме со рецепта. Како што гледате, користам кајсија, праска и слива. Најпрво овошјето се спрема. Праската ја сечеме на кришки, не многу дебели. Потоа кајсиите ги сечеме на 4. Може да ги ставите во ист сад, а може и да ги ставате сите во различни. Исто така и сливата. Ова постапка е многу битна, бидејќи треба да се стави шеќер на овошјето, за да го испушти овошјето својот сок, да не биде колачот премногу влажен внатре. Измешате го убаво, додадете 2 до 3 лажици шеќер, зависно од тоа колку овошје имате, и оставете го да стои настрана додека го подготвувате тестото. За колачот ни е потребно 20 лажици кисело млеко. Потоа додаваме 4 јајца, малце промешуваме, додаваме 20 лажици зејтин, потоа додаваме 20 лажици шеќер и 1 ванилин шеќер. Мерките на овој колач се на лажици, за да ви биде полесно вас, да не мора да мерате. Потоа додаваме 20 лажици брашно и 1 кесичка прашок за пeciво. И сега треба да измешаме убаво тестото да нема грудчиња. Тоа отприлика би изгледало вака. Ќе добиете мазна смеса. Релната ми е уклучена на 220 степени и е веќе загреана. Калапот за коглов го подготвив со тоа што го намачкав со масло и оставив брашно за да не лепи. Сега битно во овој колач е да ставите мал дел од тестото. И така го запекуваме малку. Че не да биде скроз печен, туку да биде тврдо малку надоптен. Еве како треба да биде. Сега со лажица ставаме првен по малце околу, за да има овошјето нешто да ни се залепи. Оваа постапка е многу битна ако сакате да го добиете посакуваниот изглед. Кога го ставате цело овошје заедно со тестото и да го истурите, ќе ви се залепи цело на дното. Сега ги редиме кајсиите први, меѓутоа внимаваме да не ни се допираат на калапот, бидејќи така ќе се залепи и нема
потешко ќе ви биде да ги извадат. Сега повторно ставаме врз кај сиите од направената смеса, само колку да ги покрие. И повторно враќаме во релна. Еве како би било тоа. Одиме сега на втор слој. Постапката е иста. Се зависи од тоа колку ќе ставате овошје. Може да ставите и замрзното, меѓутоа ќе треба да го одмрзнете и постапката е иста да му ставите шеќер. Ги редиме праските сега врз тестото. Исто внимаваме да не ни се допираат до калапот. Можеби ќе ви изгледа овој процес многу комплициран, но верувајте ми, лесно е. Исто ставаме малку од тестото, колку да ги покрие праските од озгор. И ги ставаме да се печат. Истата постапка ја правиме и со сливите. Вие може да изберете и друго овошје. Бово е круша, јаболко. Тоа што вас ви одговара. Доколку не сте се претплатиле на мојот канал, направете го тоа сега, за да добиете уште вакви вкусни рецепти. Бесплатно е. Величината на мојот калап е 24 пута 10 см. Значи е доста висок и длабок. Меѓутоа, ако имате некој помал калап вие дома, не мора да ставате 3 реда овошје, ставете само 2. Сега врз сливите го додаваме остатокот од тестото и го ставаме да се пече. До сега се печеше на 220, сега намалуваме на 180 степени. Доколку приметите дека брзо потемнува, ставете хартија за печење. Когловот се печеше скоро час и половина. Исто ева, го покрив и јас со хартија и повремено го проверував дали е печен внатре. Значи, кога ќе го проверувате, проверувајте го во средината или на крајот, каде што нема овошје, бидејќи ако буцнете врз овошјето, секогаш ќе ви биде влажно стапчето. Оставете малце да се излади и со помош на нож одделете ги кревите. Исто и средишниот дел да не го заборавате. Веќе цела куќа мириса, но убаво, верувајте. Протресете го малце калапот, ќе имате чувство дека тропка внатре, тоа значи дека е убаво одлепен. Превртете го на чинија и оставете го да се излади. Еве, погледнете колку убаво изгледа. Сега, бидејќи калапот му стававме брашно по кревите, јас сакам да го извадам вишокот брашно што се залепил на колачот. Доколку вас не ви смета, не мора да го правите. Видете како се познаваат трите слоја.
Сега е наред да го украсиме колачот. Туку имам 100 грама растопено чоколадо и една голема лажица крем. Вие може да ставите и млечно чоколадо, може да ставите некоја друга глазура или само да му ставите шеќер во прах. Изборот е ваш. Помачкам убаво со чоколада и од озгора ќе му ставам мелени ореви. Овој колач може и да го подарите некому. Верувајте ми дека ќе биде задоволен. Ајде да видиме внатре како. Во кујната се шири прекрасен мирис на печен колач, на овошје и на чоколада. Еве, погледнате ги слоевите. Значи вредеше целиот напор. Моите домашни го обожаваат овој колач и верувајте ми секогаш бараат репете. Најдобро оди со топка сладолед и добро кафе и уживајте. Доколку ви се допадна ова видео, ставете лајк, претплатете се, поддржете го мојот канал. А јас ќе ви подготвам уште нешто.